Почитувани мои, добар ден. Стартуваме и со нова работна недела, понеделнички стартуваме и со нова тема во Црвена линија. А еве зашто ќе зборуваме денес со вас. Секојдневно излегуваат анкети од истражувањата на јавното мислење. Резултатите за довербата кон политичките партии и нивните лидери понекогаш многу се разликуваат. Дали тоа зависи од нарачателот на анкетата или од начинот на кој што се бираат испитаниците? Кој ги нарачува овие анкети? Кој ги плаќа овие анкети? Тоа е она што денес ве прашуваме во ово издание на Црвена линија и верувам дека како и секојдневно во секој издание, така и во ова ќе ве има во огромен број и ќе ги кажете одговорите и секако вашиот став во однос на темата. Но треба да ни дадете одговори и на анкетните прашања. А и нашата анкета, прашањето на Instagram Story е следно. Дали верувате во анкетите? Две опции имате за одговор, да, не. Еве, вака изгледаме на Instagram Story, а тоа значи дека доколку не сте заследиле на Instagram, време е да го сторите тоа веќе веднаш. Тука ќе ве потсетам дека нашата дискусија може да се префрли и по завршувањето на Црвена линија, секако во рамки на Facebook профилот Црвена линија, каде што можете да шернувате, да коментирате, да лайкнувате, значи стандардно за социјалните медиуми, но и да ја заследите Телма телевизија, каде што на профилот на Facebook редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме токму со вас. Ако сте подготвени, еве и за оние кои што еве денес ќе се почувствуваат охрабрени, особено ќе ни биде драго за прв пат да се вклучат во Црвена линија, доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005. Се разбира, задолжително да се намали тонот на телевизорот, да зборувате само преку слушалка, за да нели нема чувство дека не се слушаме добро или пак не можете да ме слушнете мене. Како и да е, задоволство ќе ни биде денес да ве слушнеме, што ќе одговорите пред се на тоа кој според вас ги нарачува овие анкети, кој ги плаќа. Потоа дали тоа зависи, резултатите од анкетата зависат според вас од нарачателот на анкетата или од начинот на кој што се бираат испитаниците. Дали вие некогаш сте били испитаник на анкета, какво е вашето лично искуство, доколку тоа се случило. Значи, очекуваме што поскоро и да го вклучиме првиот гледач. Па ако го имаме, веќе преминам веднаш на вас. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден. Дали никогаш и ве сте били испитаник на анкета? Да, телефонски ми се јавувале. Пред се сакам да прашам до режија, поздрав до режијата, да се здрави живи. Минативе неколку дена по 20 пати добивав контакт, а не ме вклучува во емисија. Дали нешто има намерно? Не е намерно, бидејќи сами знаете дека има ситуации кога дури по 3 пати сте ни вклучени, така да не е намерно. 20 пати добив неколку дена, 20 пати во една емисија и не ме вклучим во емисија. Оти мислам дека сте демократска телевизија, демократска емисија. Па секако дека сме ако во минатата недела бевте 3 пати вклучени, тоа не ли беше така? Дека сте демократска емисија, поготово оние кои се македонци, ја сакаме Македонија, не треба да бидеме под диктатура, нели, под режим. Ајде сега јас вака ќе побарам, дали ме слушате, тале бевте, така? Дај да го вратиме сега тајмерот, еве специјално демократски за вас и наместо секундите да ги трошите на тоа, сакаме многу да слушнеме, еве како испитаник, бидејќи сте биле, какво е вашето искуство кога се одработуваат вакви анкети? Пред се да кажам дека кога ми правеле анкета, никогаш не сум се плашал да кажам моето мислење, како што се јавам 30 години во вакви емисии, никогаш не сум се плашил, сум си се борам за мојата Македонија, за мојот македонски народ, со почит кон сите во Македонија кои сакаат Македонија, независно од етничка и верска припадност. И секогаш сум го кажувал слободно моето мислење, не да бидам себичен манипулатор, туку во име на цел народ, за доброто на овој народ. Кажете ми го вашето мислење во однос на анкетите, дали всушност резултатите зависат од нарачателот или пак начинот на кој се бираат? Зависи која агенција ги прави тие анкети. Имате агенции кои што години во Македонија работат и секогаш биле близко до резултат на изборите. Тие се автентични и добри агенции, каде нема манипулација. Но така имате агенции и таму нечи водачи нивни кои се платеници на некои партии, поготово на власта, кои лажно манипулираат и никогаш нивните анкети и проценти на избори не се покажале. Затоа вам треба да се почитуваат оние кои правеле добри дела како власт во Македонија,
за да биде добро и на ваши деца и на сите во Македонија. Не треба се подржи не со 11%, со ниту еден глас партија и власт, ДУ и СДС, кои правеле лошо за овој народ, кои гореле живи деца, кои гореле живи пациенти. Затоа велам луѓе ум и разум. А вие дали верувате во анкетите? Верувам во тие агенции кои ми се јавувале. Значи, добро, благодарам и ве ги дадовте одговорите. На прашањата продолжете да не следите, а ние одиме понатаму да видиме што ќе одговори следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. Благодарам. Па еве, дали сте имали искуство како испитаник? И сум имал искуство затоа што значи ми се случило, а ти си возрастен, не можеш да бидеш анкетиран. Значи, меѓутоа пошто тече времето. Значи, анкетите воопшто не им верувам, затоа што се многу мал број на комисии кои водат анкета, тие имат одредени спискови кого да побараат, значи однапред припремена работа и секогаш нарачателот има најмногу проценти за, да речеме, за успех. Онај кој што е конкурент има секогаш помалце. И никогаш не верувам во ниедна анкета. Анкета, значи, треба да биде на улица, да ме сретне. Не по телефон, од канцеларијата, ги знае кого треба да побара, значи, и се знае однапред одговорот кој е и сето тоа, значи, се нумерира онака како што сака нарачателот. Затоа ми се чини дека илузорно е да верувам во една некаква си анкета дека има вистинитост во нивните резултати. Затоа што сум бил на некој начин анкетиран, односно учествувал, но кога сум кажал дека сум околу 80 години, а ти не можеш да бидеш анкетиран. Значи бара само послушници и така. Благодарам многу. Секако ние ве бараме вас, гледачите и граѓаните, кои што слободно можете да го искажете вашиот став и секако да ги дадете одговорите на нашите денешни прашања. Да видиме кои одговори ќе бидат следни. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Еве, дали верувате во анкетите? Тоа е нашата Инстаграм сторија. Не верувам за причина што кога ќе гледате кој е тој што ги промовира анкетите, секогаш гледате политичка припадност, посебно оваа последнава. Моето искуство со анкетите е негативно, баш од причина што кога ќе кажете години на возраст, мислам во години на возраст, регион кај што живеете, веќе таму анкетираме, не одбива да ве анкетираат. И сега прашувам, како е таа демократија кога вие поради моите години на возраст и регионот кај што живеам, некој дал мислење, а моето мислење не го почитувате. Тогаш, како е релевантна таа анкета, сакам да прашам? Дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, ве селектираат. Речеме, а колку години имате? 60. Па веќе таков имаме прашано. Кај живеете? Општина Бутел. По таму веќе прашаме. Дали ме разбирате? И сега тогаш, ама тој како одговорил? И дали јас ќе одговорам? Исто не е битно. Веќе некој одговорил. Дали ме разбирате? И сега после тоа се манифестира, а посебно ако ќе земете дека има диспропорција во бројките на анкетата. Еве последната анкета. Како може партијата да има поддршка од 20%, а лидерот на партијата 16%? Ај кажете ми таа математичка вредност. Кога веќе немате друг човек што игра во играта за прашање, нормална работа, ако давате глас за партијата, треба да дадете глас и за овој лидерот на партијата што го анкетирате, доверба кај граѓаните. А тука имате диспропорција околу 5-6% разлика во гласовите. Тогаш, како е релевантна таа анкета? Сакам да прашам да ме одговорат луѓето. Така да, анкетите се по желба на партиите. Благодарам. Секако ги дадовте одговорите на нашите прашања. Продолжете да не следите, за да можете ве да слушнете што ќе одговорат останатите. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, секој е добро? Секој е добро и на тебе. Значи, да ти кажам најискрено, мене исто така ме анкетира 2 пати до сега. Еднаш ми кажа исто така што рече гледачот дека сум стара, а вториот пат Тина ме испраша 15 минути. Ја како будала некоја
се утепав давајќи одговори, уште што не ме праша колку пати у ВЦ одам, значи ме прашува колку пати јадам месо, дали јадам зеленчук, дали ми стасуваат парите. Значи се од кога ме испраша, ми рече девојчето, пошто беше корона, убаво што ве испрашавме, вика за 3 дена ќе дојдам кај вас дома, кажав и кај живам се. И ќе дојдам кај вас дома да подпишете ова што сте го кажале. Девојчето нигде го немаше и после 10 дена викам девојче зашто ти мене која беше што ме испрашуваше толку многу и се јавив на телефон и она вика знаете што зафатени сме и сега се прашувам уствари зошто јас излегов толку глупава, зошто па ја одговарав на сите тие прашања, кој тоа ме испрашуваше, зошто не беше така тоа, нели јас мислев анкета, нели како што рече она дома. Ајде според вас кој ги нарачува овие анкети? Па ништо не ми е јасно да ти кажам кој ги нарачува, пошто не верувам веќе во тоа, не верувам дека е тоа точно кој ќе речат анкетиравме толку луѓе затоа што слушнав и дека се јавувале на статични телефони, а статични веќе немаме, сите сме со мобилни. Така да нешто ми е сомнително, нити верувам на бројките. Па ова кој ќе речат политички волку, а на тоа па ич не верувам дека е точно. Кој ги нарачува? Па тие сигурно партии, појма немам кој ги нарачува. Некој... Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Одиме понатаму, добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, секој добро и вам. Ви благодарам и вас ви посакувам оваа работна недела. На вас и вашите колеги на Телма. Големо благодарам во име на мојата редакција и секако на телевизија Телма. Па сега и ве дали сте имале вие искуство како испитаник? Треба ли да им се верува на ваквите анкети? Имам големо искуство, сум бил активен во политиката и ќе ви кажам дека ова се... Еве сега јас ќе ги дементирам сите тие, ќе им кажам какви грешки прават. Не пратат како пишуваат. Преди 2 месеца имаше резултати дека 20,5 или 3% Мицковски, 11, нешто беше Ковачевски. А луѓе кои што не излегуваат беше 35%, а сега ги направиле 24, нешто. Каде им е тоа? Таа е лага, се ова партиски врзбами. Нека пратат кога лажат. Преди 1 месец имаше исти резултати со различни бројки. Како? Зар се разбудиле? Тие тој што дал збор дека нема да искочи на гласање, нема да искочи. Ја им гарантирам и уште 5%, 10 нема да искочат на гласање. Затоа што политичките партии знаеме кои се. И нема што ја више да лам или се извинувам на тој израз, или да вреđам, или да некого фалам. Знаеме ние во каква ситуација сме и сето ова анкета е лага. Вистината е 15% ДПМН, 11-12% е СДСМ. Дуи вистина е 6, нешто, меѓутоа е Дои од албанската партија е лидер. Никој, тие 2, нешто, кој од ТПВ? Оние кои што покажуваат во една држава 2 химни, ајде ве молам, ви се извинувам. Секако ние ќе ви се заблагодариме, бидејќи ве ја искористивте вашата можност во 90 секунди да одговорите на тоа зашто зборуваме денес со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве да почнеме веднаш. Дали им верувате на анкетите? Не. Зошто? Не верувам на анкетите. Никогаш не сум била ни анкетирана. Баш сакам да ме анкетираат, но нажалост не сме анкетирани до сега. Инаку не верувам во анкетите. Секој си праве анкета според мене во своја полза. Според вас кој е нарачател на ваквите анкети? Па политичката партија која што води ВМРО, според процентите, ВМРО се нарачува си прави анкета. Која што води СДС си прави анкета според мене. Така, резултатите и се резултат на што? На начинот на кој што се бираат испитаниците? Од што зависат? Па се зависи според мене на кои луѓе се испитаници. Не знам по кој критериум ги бираат. Пак ќе речам, до сега еве никогаш не сум била анкетирана. Немам сретнато пријател, пријателка, комшија да се јави да ми каже дека бил анкетиран до сега. Добро. И еве, дали имате уште нешто да додадете со оглед на тоа што ни кажавте дека немате доверба, сакате да бидете испитаник,
не сте ни слушнале некој околу вас од најблиските да имал такво искуство. Но еве гледачите велат дека ако имаат 80 години, тогаш се превозрастни. Еве, тоа е интересно. Како да благодарам еве што се јавивте и споделивте лично дека не сте имали искуство да бидете испитаник и дека тоа би сакале да бидете. А јас во продолжение еве ќе ве охрабрам сите вас и кои што не сте били и сте били особено испитаници, да го завртите нашиот телефонски број 0230700005. Секако не заборавајте да продолжите да коментирате и на Facebook Црвена линија. Таму секако ќе можете и да шернете, да лајкнете нешто плюс, но и профилот на Телма телевизија. Како и да еве ќе потсетиме, бидејќи гледачите кои што се вклучија во ова издание секако имаат информација и за ова анкета, бидејќи реномираниот Европелекс извести за анкета на ИПИС во која ВМРО, ДПМН и Мицковски имаат 3 пати поголема предност пред СДСМ и Ковачевски. И меѓу другото, Европелекс е истакнато дека е доверлив и етаблиран медиум, специализиран за објавување на истражувања на јавното мислење, поврзани со рейтинзи на партии и на политичари од целиот европски континент, што представува своевидна дополнителна потврда за релевантноста на резултатите од анкетата на ИПИС, која што беше направена, односно резултатите беа објавени 20.10, тоа е месецов 2023 година. Но ние затоа и ве прашуваме вас, дали вие предсеверувате во резултатите на анкетите, дали всушност резултатите според вас зависат од нарачателот на анкетата, кој ги нарачува според вас, или пак зависи од начинот на кој што се бираат испитаниците. И дали сте имали искуство како испитаник? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Ево вака, јас не верувам во анкетите, можам и да ви кажам, 2 пати ми се јавија од 0230 91 777. И, значи, ме праша, се представија за анкета, ме праша, им кажав година, им кажав кај живеам, што, и добро, пријатно. И толку беше, како да им верувам на нив. Само тие беа прашањата, всушност да дадете лични податоци. Само лични податоци, а они што напишаа, не знам, не бараа моje мислење и прашање да ми постават, например, зашто би се определил, ја не знам, зашто се јавија. Интересно. А ова ви е прво искуство да бидете испитаник или предходно? Ова е 2 пати, сега брзо, во месец дена 2 пати. Сум бил и порано, ама мислам нормално сега поставуваат прашања. А ова беше само толку. Име, презиме, добро, пријатно. А што запишаа, ја не знам што запишаа. Сигурно запишаа што сакаат. Па според вас, еве, тогаш резултатите се врз база на што? Па не знам, нарачани се резултатите, што не ме прашуваат, сигурно они како бројка мене ме рачунаат само. И ќе пишаш дека сум јас за некоја партија, не е битно. Еве, дали може би сте се распрашале меѓу блиските ваши, дали биле испитаници, дали го имаат вашето исто искуство? Не сум се распрашал, ма ви го кажувам од кој број они се јавиле. Ќе ви го повторам. 0230 91 777. Во ред, големо благодарам. Еве, убаво што укажавте, така да гледачите сега може би некој од вас има и слично искуство, па ќе го сподели со Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Македонија. Ете сме по втор пат. Да сте здрави, живи. Се вака, за се ми пречи во Македонија кога луѓето некои генерализираат. Сите партии се исти, сите политичари се исти, сите лекари се исти, па и агенциите кои прават анкети, сите биле исти. Тешка лага. Еве, јас реков дека има агенти кои со години на било кои избори биле блиски до резултатот на изборите. И како сега на тие агенти да не им веруваш? Значи има, може ви како телевизија да истражувате кои агенции на минативе сите избори имале резултат приближен или сличен со тие нивни анкети. Значи има агенции кои си работат независно и самостојно. За тука некои викаат, ако имало агенција на која ВМРО води, нели, таму дупло повеќе со проценти спрема СДС, таа била партиска
нарачка, нема врска. Јас сум сигурен дека дел од тие луѓе кои се анкетирани и гласа и кажуваат дека би гласале за СДС или пак кажуваат дека не би гласале воопшто, дека се плашат да не разбери СДС да не изгубат работно место. Револтот кај граѓаните е многу поволен од овие проценти и би гласале против СДС и ДУИ, за разлика, значи, од ова што се пишува сега по тие анкети. Дел луѓе се плашат на тие анкети, не кажуваат таа значи нивна вистина, тој нивен револт против ова ДУИ СДС власт. Благодарам многу за второто јавување. Ете, практично демонстрирано дека секако е дозволено повеќе пати да се вклучите, доколку имате простор и можност за тоа. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали сум на линија? Да, секако и тоа сте на црвена линија. Добро вечер, нека ви или добар ден. Добар ден. И јас Телма го рачунам од најдобрите канали во Македонија, ама овај прилепчаницот веќе кој излегнет го исклучам автоматски Телма. Нема потреба да ја врзувате програмата за желбата на гледачите да се вклучат во црвена линија. Кажете ми дали никогаш сте били испитаник на анкета, какво е вашето искуство и дали им верувате? Талето прашајте го. Оти, јас многу слушам. Тој веќе секој ден по 2 пати, 3 пати, не само ние да се вклучиме. Само да ме подсетам дека ова денешно издание не е посветено на господинот Тале кој што се вклучува во црвена линија. Не можеме ниту него, ниту вам да ви го оспориме правото, се разбира, да го вртите нашиот број. Ајде, слушајте ме сега, ве молам. Дајте дали ме слушате, да го вратиме тајмерот на 90 секунди и да ни дадете одговори за анкетите. Дали им верувате на анкетите? Анкетите, знаеш какви се? Анкетите што ги прават сите членови на партиите нами се јавуваат, анкетите одат и пред 4 години кога беше дека ВМРО ќе победи, а на крајот ништо не направи. Според вас кој ги нарачува овие анкети, од што зависат резултатите? Никој друг, партиите. Дали вие сте имали искуство како испитаник, еве, сте учествували ли? Јас не гласам, јас за мене не гласам на ниједна партија. Да ти кажам, искрено, не верувам, се лага, се чисто лага. Зато, а вас, вечерам, Телма е најдобра во Македонија. Кој сака да вели овај канал, онај канал. Од нас по-прецизни, по-добри не постои. Фала многу што ме вас слушате. Благодарам многу еве за убавите зборови. Мора да признаеме дека тоа ни е мотив да бидеме се подобри од ден во ден и секако и ние сме горди на нашата публика. Задоволството и наше се разбира да имаме гледачи и публика како вас. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Ало. Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да. Значи, вака сакам да кажам. Значи, тие што се јавува дека кажува... Тие што се јавува дека ни им барат име и презиме. Тоа е лага. Никој при анкетирање не ви бара име и презиме. Пред еден месец ме анкетира, луѓето беа многу културни. Многу културна анкета беше, не директно за кој ќе гласаш, него име не кажува. Така, имам едно прашање до вас. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Дали добро се слушаме? Се слушаме, да. Добро. Па еве, според вас, кој е нарачател на ваквите анкети, врз основ на што се резултатите? Види, има порачни анкети и има и реални анкети. Така. Таму кај што директно прашуваат кој е, за кои си тие се од партиите нарачани. Ако те прашуваат од 5 имиња за кој ти гласаш без да ти кажуваат за која партија, тие се реални анкети.
Не ти кажуваат од која партија, не ти кажуваат име и презиме на луѓе за кој би гласал за председател. Така. А овие што се јавуваат се значи партиски определеници бранат партија. Значи анкета е анкета. Треба да знаете, анкета трае 15 минути. На крај те прашуваат колку години си и од кај си. Така, големо благодарам. Еве убаво што споделивте според вас всушност на кои анкети всушност треба да се даде внимание. Тоа е ваш став, па еве можете да се надоврзете на гледачот, некој може би веќе не открие нешто ново, доколку еве има поинакво искуство како испитаник. Добар ден. Добар ден, Тинче. Добар ден, баба Руска, како сме? Ја многу добро сум, преска се убатив. Одлично, сакаме кога сте многу добро. Пред мене, ја мислам, јас сум наред, па се убатив. Како и да е, секако ви дојде редот и драго ми е. Така ми дојде редот. Да се захвалам. Прво да кажем дека вчера добивме пици, утре ќе ги земеме. Што сте добиле вчера? Пици, две добивме. Тоа значи во петокот сте добиле, бидејќи вчера беше недела. Така, у петокот, грешим. Така да не ги збуниме гледачите. Така, синот ги доби, бемо заедно, вртевме. Супер. Баба Руска, во црвена линија прашуваме денес. Дали им верувате на анкетите и резултатите? Вака, има и реални, а може да има и онака, нарачани. Како да разликуваме? Да, неколку пати ми се јавиле многу културно, паметно, кога маско, кога женско, млади, ми спрашат како си, шо си, за кого би гласала, ако бидат оно, се знае за кого. Јас се лутам многу кога викат сите са исти. Не е тачно, ни луѓето не сме сите исти. Како може да бидеме сите исти, кога сме сите различити? Па така и ова, анкетите, луѓето. И затоа јас викам, баре ВМРО нешто да пренесуваше овие, ништо, и секој сум на тоа и останувам на тоа. И на анкетите го истото одговарам. Сега да ви кажам, Димитар Рисовски вчера се јави ми е син, заедно вртеме ние. Од како постоje вашиот квиз? Со Ненад, Димитар има 12, ја имам 18 поклона. А тоа не се поклони, тоа се освоени награди, заслужено верувам. Така, ја го викам поклони. Подароци е подарок. Како и да е, баба Руска, благодарам име што го одвоивте вашето време како подарок да ја збогатите црвена линија, односно ова денешно издание. И се разбира, се знае, Завртина Тилма е по црвена линија, така да тука веќе заедно со, како го кажавте, Димитар, па можете да рушите и рекорди, па да создадеме наш Гинисов рекорд на освоени награди. Благодарам многу, малку шега не е на одме. Но не е шега и кога зборуваме за резултати од анкети, па еве вашето лично искуство, како разпознавате, еве според гледачите постојат и анкетни прашања кои што посочуваат како може да разпознавате која е нарачана, која не нарачана анкета. Што мислите за тоа? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој е добро, во црвена линија сте. Знам, секојаш во црвена линија сум, ама никако во на другото не заборавивте. Ај сега... Јас не ве барам од Завртина Тилма, така да вие не смее да не заборавите. Ајде сега од општина Кривогастани, имам 2 места на живење. Добро. Од општина Кривогастани сега ви се јавувам. Одлично, поздрав. поздрав. 2 места на живење и Битола и општина Кривогастани. Супер, да ги поздравите сите од Кривогаштани, верувам дека и таму не гледаат. И сега додека гледаат црвена линија, еве според вас зборуваме за анкетите, сте биле ли некогаш испитаник? Да, сум бил испитан, меѓутоа, да ви кажам една работа. Во анкетите, секогаш треба да се правате сега кога пред избори. Иначе се другото може би е стеловано, да речем. Меѓутоа, со што му се потребни анкети? Дали било ВМРО или било СДС или било која партија? Одете на избори, па ќе видат луѓето дали не сака. Зашто ми е анкета? Зашто ми е?
Нормално. СДС ги штелува анкетите кои ќе сака. Може би и ВМРО. Не сум ни за едни ни за други, меѓутоа за реалност. Сега, која е реалноста? Па дори штелува анкетите и СДС и ВМРО, третите партии не искам да именувам, но ќе ветекиите, ние за државата. Па нека се пула СДС и ВМРО, што му се случува околу нив, и кој е стално на телевизија, која партија? Секоја чест за господата на албанскиот блок. Дали гледате што ни прават? Дали гледате химната сега и на албански требало да се пеи? Абе, во која држава живеат тие? За 10 партизани час и чест тие да сите балисти, химна да му се пеало ним. Во ред, благодарам многу за јавувањето. Секако имајте убав представ во Кривогаштан и ги поздравуваме и оние кои што редовно не следат од таму. Но да продолжиме и со вас, за да слушнеме какви одговори ќе добиеме во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве, според вас, голем поздрав до вас. Еве, дали верувате вие во анкетите? Сте биле ли испитаник? Да, верувам, пошто сум анкетиран 5 пати. Сум кажал дека се гласам за ВМ. И така верувам во анкети. Вие им верувате така? Да, и родил личноста, сум кажал која личност. А не сум можел. Тоа е тоа. Али, има порачени анкети. Не, овие што кажуваат дека се прашуваат од каде си. Јас сум 5 пати анкетиран. Не ме прашуваат кај сум. Дали сум од Кавеца, дали сум од Дулица или од Цена. Тоа. Тина, бидете ми поздравени. Бидете ми поздравени и вие секако и продолжете да не следите. Ајде малку да ги вклучиме и твитерџи, не ќе биде лошо, бидејќи секако твитерџи се клучни во однос на тоа како јавно мислење. Да вклучиме еден гледач пред тоа, сепак предност ќе ви дадам вам. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте? Добар ден. Постојано ве следам и умилена телевизија ми е Телма телевизија, ја пратам програмава. Драго ни. Да ви кажам, анкетава е порачена работа анкетава. Тоа е меродавна анкета. Така, според вас тоа важи за сите анкети кои што се прават? Па поред мене за сите анкети, поред мене што сум разговарал со луѓе, овие двете партии најголемиве, опозиција, и не треба и повеќе и да се кандидираат, да ви кажам. Од и последниве 20 години видовме од нив што се случи во државава. Така да еве се појавуваат нови партии и ја многу мислам дека луѓе ќе се согласат со мене, треба трета нека опција да излезе, па Македонија да ја мислам ако поправи, да биде нешто Македонија. Дали лично и ве сте биле испитаник? Имате ли можеби некоја формула за тоа која анкета е ненарачана, нарачана, како што рекоа некои од гледачите? Па сите анкети, по мене се сите анкети нарачани, не се меродавни анкети, не да му веруваме. А сте биле испитаник? Не сум бил испитаник, не. Би сакале? Па би сакале нека ми испитаат, али еве јасно се изјаснувам дека ниту ВМРО, ниту СДС не заслужуваат во држава да бидат веќе на првом, да се кандидираат. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види по прашање на анкети, што има некој свој интерес личен, мислам, и интерес на своја држава. Али тоа не е гарант оваа држава, типа владиве го прават тоа. Ова претежно го прават западните држави, такозвани демократии, кои устори само го припаваат пулсот на народ да знаат како да функционираат, кои политичари да ги врвуваат, кои да ги стават во компрометирана состојба, за да може да се манипулира со нив. Дали никогаш сте биле испитаник? Да, сум бил испитаник, да, сум се изјаснил.
Значи, али сам после се манипулира со тие изјави што ги даваш, да речеме ја, ти, било кој. Ја не гледам таму каде сум заведен, што сум заведен, на ме прашуваат кој сум, што сум, зашто сум. Така да претежно сега ни се спремаат, нели, кај да е до година избори, ама и овие уставни измени што се прават, па изгами идат на план Б западњаците што решиле да ја уништат Македонија, значи решени се да ја уништат Македонија. Македонија нима, македонско да не остане. Колку и да звучи може смешно и фантастично, ама тоа е тоа. И би рекол дека сега го форсираат ВМРО да ја предаде Македонија. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Се слушаме така? Да, убаво ве слушаме, повелете. Одлично, благодарам. Што се однесува до анкетиве, нема врска тоа. Затоа што анкетите во принцип некој ги порачува и ги плаќа. Према тоа кој ќе плати, така ќе ги пишат. Од друга страна, замислете се анкета на 1000 испитаници. Во однос на 1.300.000 гласачи. Па тоа не е ни една илјадита, разбирате? Не може да биде тоа мерило. Значи, тоа е предпоставка. Што се однесува до анкетиве, да речеме дека се релативно точни. Како се тие партии или раководители мислат со 40% од гласачкото тело да излезат на избори, ве молам. Сите заедно комплет немаат ни 40%. 60% викаат не сакам, не знам, не гласам за овие, ме разбирате? Очигледно дека состојбата во општеството не е соодветна на ситуацијата. Не може да има добра власт избрана на овој начин, ама го кажав и друг пат тоа. Ако не се направи промена на изборниот законник, ништо нема да се направи. Дали никогаш сте биле испитани? Какво е вашето искуство? Често ми се јавуваат на фиксен, јас им викам, као вас што ви кажувам, не учествувам во анкетата зашто не верувам, јас се јавувам јавно и го кажувам јавното мислење со сета одговорност. Разбирате? Да. Значи чаре на избори, ама на друг изборен начин, не на овој, Јасно, благодарам многу. Еве, иако до сега немаше потреба, ќе истекнам за следните кои што ќе се вклучите. Внимавајте само на тајмерот. Ајде малку и твитерџи да ги вклучиме, ги најавувам, па ќе почнеме со твитот на Кочев Дол, кој што напишал: никој нема рейтинг, највисок рейтинг има опцијата за никого. Има 40 општински канцеларии, зошто некој би гласал за партијата на Крстомуковски компанија? Максимилијан Казаков ја продолжува дискусијата и вели: не навлегувам во анализирање на анкети. Моje мислење е дека се спрема бугарско сценарио во Македонија, каде никој нема да може да оформи влада. Со тоа дополнително ќе се ослабне Македонија. Ако изборите не се на исти датум, победа на СДСМ за председател, значи крај за Христијан. И како на дополнување на оваа дискусија, Тоша Јовановски напишал: наскоро ќе се увериш во спротивното, реалност е сосема поинаква од твоето убедување. Наместените анкети го креираат твојот став, но и минатите избори беше исто, па резултатот излезе тројно од анкетите. А им верувате ли вие на анкетите? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија. Благодарам. Па не им верувам на анкетите, тие се нарачани, се зависи од нарачателот и такви се резултатите. Ние поима немаме тие да испитаме колку одговориле позитивно, колку негативно, колку поддржано тие, да речеме, ќе си ги пласираат резултатите според нивното убедување за која страна се, од која страна се платени. Но на сите анкети, и не само од сега, току години, на нас гледаме дека бројката на оние што се неодредени, не знам за никого и така натака, не е мала, што е сигнал за овие политиканти, наши велам политиканти, да се политичари здрави, прави, треба да знаат што треба да прават и како да прават, а тие се политиканти, најголем дел од нив, влезени во политиката, во власта за лично богатање. Така да, јас повик до господинот Мицкоски, до ВМРО да треба да знаат и да внимават што треба да прават и како треба да прават, а знаат што и како треба да се работи за доброто на сите граѓани на Република Македонија и особено на Република Македонија и македонскиот народ. Благодарам многу.
Благодарам многу и вам за јавувањето. А сега дојде и времето за реклами. По рекламите следува задолжителното соопштување резултати на нашите анкети, односно на нашата денешна анкета. Па така еве само тука ќе ве потсетам задолжително и да не заследите на Инстаграм, веќе утре можете да учествувате заедно со останатите инстаграмџи во нашите анкети. На денешното прашање дали верувате во анкетите, со да одговорија 30%, со не 70%. Секако нема причина да не верувате во нашата анкета, така да благодарам на инстаграмџи кои што дадоа допринос во тоа да се формираат резултатите, а секако еве потсетување сите вие кои што земавте учество во ова денешно издание на Црвена линија, ќе ми биде особено чест и задоволство повторно да се слушнеме и тоа се разбира во најпопуларниот квиз, слободно ќе кажам, Заврти на Телма, каде што за денес доделуваме микропечка како главна награда. Еве можете да слушнете дури од постоењето на овој квиз, се освоени дури и бројки на награди како 18 и 17, се рушат рекордите. Па ајде да срушиме еден рекорд и секако некој од вас да си ја собере главната награда за понеделник. Се гледаме за многу кусо време и ве чекам на истиот телефонски број.